Благојчо Вучков, земјоделец од село Бања. Благојчо, еве, више од минута одамна е оптималниот рок за жетва, меѓутоа се уште имате површини што не се Имаме, да. Колку Имаме... површини и каде отприлика се наоѓаат? Па мислам дека имаме уште од 150 до 200 декара неожнеани. Кој е атарот тоа? Прилика? Тоа е атар село Бања меѓу Бања и Спанчево. Најголема причина имаше како проблем? Најголема причина беше временските услови. После тоа имаше поплави од каналот, беше скинат каналот, имаше поплави и сега мора да почекаме се исушат нивите и да ги жнееме. Уште 10 дена најмалку треба да чекаме. Со оглед дека нова година ќе дојде, ова не се случило Да. да се жнее до пред нова година. Да, има штети големи, приходот е намален, квалитетот е намален, така да што е останало ќе соберем и тоа е. Значи дека и да се ожнее, дека тоа што ќе биде ожнеано нема да даде рандаман. Да. Квалитет нема ништо тоа веќе, завршено е. Кој е вашето очекување да добиете некаква помош, можеби, да поддршка, ослободување некакви даночни, не знам. Имате ли размислувано што би можеле да побарате како помош? Помош само додатна мерка некоја да не обештетат изгубената килажа. Вие би пријавиле штета? До сега не сме. Не, мислам кога би имало некоја комисија... Да, ќе пријавиме. Али треба во што поскоро време да се пријави штетата. Кога ќе заврши жетвата за 15 дена, после џабе ќе пријавиме штета.